Благодарам, почитуван заменик председател на Комисијата за труд и социјална политика. Почитувани колеги пратеници. За жал, Министерката за труд и социјална политика не е присутна на оваа комисија, а сметам дека најмалку што можеше да направи, ако таа не е во можност, да прати представник од Министерството за труд и социјална политика, се со цел заеднички да допринесеме за поголем износ на пензиите, а секако и подобар живот на пензионерите. Почитувана јавност, почитувани колеги, пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата поднесуваме предлог закон со цел измени на Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Со овој предлог закон бараме една мала измена, односно измена само во членот 1, каде што бараме во став 1 да гласи: усогласување на старосната пензија да се врши според движењето на индексот на трошоците на живот во висина од 50% и порастот на просечно исплатената плата на сите вработени во државата во висина од 50%. Став 2. Пензијата од став 1 на овој член се усогласува од 1 јануари и од 1 јули секоја година според процентот кој се добива како збир на порастот на индексот на трошоците на живот во претходно полугодие и процентот на порастот на просечно исплатената плата на сите вработени во државата во претходното полугодие во однос на полугодието кое му претходи. И став 3. Заради примена на ставот 1 од овој член, пензијата остварена во тековната година претходно се сведува во месечен износ според порастот на платите во декември претходната година во однос на просечната плата истата година. И член 2. Со овој закон влегува во сила 8-миот ден од денот на објавување во Службен весник на Република Македонија. Почитувани колеги, значи ние бараме една многу мала измена, но која што ќе биде многу значајна за пензиите на над 300.000 пензионери. Ваков предлог закон имавме и во јануари 2019 година, се со цел, кој што за жал не беше прифатен од вас, го имаме и сега, го поднесуваме и сега во октомври, надевајки се дека сега ќе бидете малку посентиментални и ќе имате поголемо разбирање кон пензионерите, затоа што пред нас се предвремените парламентарни избори, па доколку го земеме во предвид начинот на кој што работите изминативе децении, свесни сме дека и сега, се со цел да остварите политички поени, можеби ќе имате поголемо разбирање и ќе ни дадете подршка за овој предлог закон. Почитувани колеги, во мај овој закон го отфрливте, не дадовте подршка, но сега ево очекувам во октомври да го донесеме овој закон, се со цел да исправиме неправдата која што владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз им ја нанесе токму на пензионерите. Да ве потсетам, беше навистина релативно скоро, речиси не цела година, кога на крајот на декември 2018 година со долго најавуваните ваши реформи, донесовте закон каде што на пензионерите им го скративте покачувањето на пензиите. Колку и да зборувате дека сте ги покачиле пензиите, бројките покажуваат нешто сосема поинаку. Додека платите растат со 4%, пензиите растат со 0,4%. И ова, еве, можеби ќе речете го зборуваме ние како пратеници од опозицијата. Но ова го зборуваат и пензионерите. Доколку ги следите нивните изјави по медиумите, ќе видите дека овие бројки самите ги кажуваат. Ќе видите дека и самите се незадоволни од начинот на кој што сега се пресметуваат пензиите, односно од јануари 2019 година. Почитувани колеги, верувам дека секој од нас во своето поблиско окружување, па и во соседството, имаме и блиски сродници кои што се пензионери. Зарем не се охрабривте еден ден да ги погледнете извештаите од банка за да видите како оди покачувањето на пензиите? Доколку ги погледнавте нивните извештаи од банка, немаше да зборувате на говорница дека пензиите се покачени. Ако мислите на покачувањето од 36 денари, тогаш треба да се засрамите. Покачување од 36 денари за пензионерите, што значи? Е покачување, но за да се овозможат само 1 килограм леп повеќе. Дали за ова вие се залагавте кога велевте достоинствен живот за пензионерите? Само 36 денари. За ова треба да се извините.
Не да се палите на говорница и да ни кажувате статистички податоци кои што ги изготвувате во штабот на Социјалдемократскиот сојуз. Вие треба да направите една анализа. Секој пратеник доволно е да погледне еден извештај од банка на еден пензионер во изминатава година. Ако погледнете наназад, ќе се соочите со многу поголемо покачување. Но тоа вам не ви одговара. Еве погледнете ја последната година. Само погледнете ја последната година и видете колку покачување имате на пензионерите. Со вашиот предлог закон кој што го донесовте. Вие им го скративте достоинството и спокојот на пензионерите. Затоа очекувам од сите вас да ни дадете подршка, да го вратиме старото законско решение, за кое впрочем излегоа и пензионерите, со подршка дека и тие го бараат стариот начин на пресметка и да овозможиме покачување на пензионерите, затоа што тие тоа го заслужуваат. Најмалку што можеме да направиме и да им го вреднуваме трудот и да им ги слатиме пензиите, затоа што тие пензии се нивни пензии, заслужени пензии. Но вие, како што и за впрочем и за многу други работи, им ги скративте привилегиите на голем дел на граѓани во Република Македонија и пензионерите се едни од нив кои што им го скративте редовното покачување на кое што и тие самите беа навикнати. Кога одите на терен, разговарајте со пензионерите. Споредете ги извештаите од банка и ќе видите зашто ние зборуваме. Зборуваме да се врати стариот начин на пресметка на пензиите и на тој начин да им го овозможиме спокојството на пензионерите кои што, впрочем, и самите се избориле со текот на нивниот долгогодишен работен век. Наша обврска е само да им го исплатиме она кое што самите го заслужиле. Искрено очекувам поддршка од сите вас и покрај тоа што немаме представник од Министерството, луѓе сме, пратеници сме и имаме обврска да работиме во интересите на граѓаните. Одважете се и дајте поддршка на овој предлог закон. Благодарам.